технологијата е многу брза, ќе ги наречам оние болни умови уште побрзи, хакерите. Исто така, значи, многу е тешко да се надпреварувате со технологијата, со информацијата, тоа е многу тешко. Меѓутоа, потребно е формално образование, затоа што формалното образование, ева ако тргнеме од тоа да речеме сајбер безбедност или сите дигитални права или право на заштита на лични податоци, тоа се човекови права, значи уставно загарантирани, меѓународно загарантирани и заштитени човекови права. Само што сега се во нова средина. Во нова средина, да, значи само се менуваат алатките, начините, меѓутоа, или се појавуваат можеби некои дополнителни човекови прави, но тие не ги поништуваат оние кои што веќе постојат. Од тука формалното образование потребно секако, тоа формално образование нормално мора да биде одраз на времето, не може да биде застарено, но не може да биде формалното образование толку во чекор со сите промени, но мора да ја даде основата. Или она што е кај нас, ги споминавме разните професии. Кај нас се уште немаме, зборуваме за сајбер безбедност, луѓе работат во сајбер безбедноста, но ако побарате во националната класификација на дејности, што е сајбер безбедност, кои се тие профили што работат сајбер безбедност, тоа се уште не е направено. Сега мислам дека тоа е нешто што е во тек. Меѓутоа, значи, тука треба да се надоградуваме. Затоа што мора да ги имате, за да имате курикулуми на универзитетите, за тие програми да бидат атрактивни и формално покриени, тоа мора да се значи мора да имате и кој ќе го работи тоа. Кој утре во еден конкурс за сајбер безбедност што ќе пишува, кој го работи тоа и какви квалификации се потребни.